Добро и вечер, на истото место, во исто време, четврток, 18 часот и 30 минути, ново издание на неноќна програма на Универзитетското радио. Прва декемвриска, за жал не е снежна како вчерашната, немаме снег, ама мислам дека почувствувате барем малку снег. А токму првиот снежен ден во оваа година беше ден кој што ќе остане запаметен, по тоа што на Универзитетот Гоце Делчев се случија студентски избори. Добро и вечер, ова е неноќна програма. На ова место сме јас, Тони Михилов и Игор Стојанов. Заедно, Игор, јас и ти повторно. Да, јас и ти повторно. Секој четврток. Секој четврток сме тука. Со тоа што на твоето место ќе седне некој друг после. Така. Имаме како и обично многу гости и се надам дека и денеска ќе биде интересно, затоа што темата е студентското организирање, студентските избори, колку новиот начин на студентско организирање ќе донесе добри студентски или легитимни студентски представници во телата кои што ги имаат студентите. Многу е важно, многу ни е важно оваа емисија да направиме со добри информации за самите студенти, за да знаат дека имаат студентски тела во кои што можат да бидат активни, во кои што можат да партиципираат и самите тие студентски тела да имаат моќ и влијание во донесување на одлуки во самиот универзитет, во рамките на самиот универзитет. Уште како ни е важно, јас размислувам за ова оддавна уште кога сум бил студент, кога и не знаев баш што се студентски избори, какви представници сме имале пред 30 години кога сум студирал. Ама помалку транспарентно беше. Оваа година и ова што се случи. Не знам какво имало организирање воопшто во таа 85-та, 6-та, 90-та јако сум студирал. Имаше организирање, секогаш има студентско организирање, меѓутоа студентски сојуз се вика тогаш веројатно. Секогаш мислам дека е интерес на секој властодржци да ги држат студентите под контрола. Да, студентите. Сега мислам дека оваа година навистина има транспарентни. Дека најдемократскиот начин на бирање досега. Убеден сум дека е најдемократскиот, не е совршен, далеку од совршен. Ама подобро од сите други досега. Да, најдовме многу да речем недоследности кои што ги има овој систем, несовршености кои што ги има овој систем и тие несовршености ќе ги изборуваме и во ова издание на неноќна програма. Меѓутоа морам да ја кажам најпрви ни гостите кои што ќе ни бидат овде. Значи прв гостин ќе ни биде Кристијан Панев од Фондацијата за развој на локална заедница, меѓутоа и од Младинскиот совет на Македонија, кои што и директно учествувале во мониторирањето на изборите, на изборниот процес. Тие учествувале во мониторирањето на изборите во Штип, во Тетово и во Битола, а Младинскиот образовен форум, исто така невладина организација од Скопје, учествува во мониторирањето на изборите во Скопје. Ние ги имаме и нив, ќе ослушнеме и со видео врска, ќе го вклучиме Петар Барлаковски од Младинскиот образовен форум, а исто така обезбедивме и анкета, бевме на сите избирачки места во Штип, обезбедивме анкета од студентите, од самите комисии и нормално како најсоодветен представник деканката на правниот факултет во рамките на Универзитетот Гоце Делчев, кој што исто така е гостин во ова издание на неноќна програма, што значи дека голем број на луѓе собравме за на вас да ја представиме информации за тоа што значи и кој е значењето на студентското организирање. Дека е важно знае секој кој што е вклучен и работел со студенти и има контакт со студентите, не имаме како Универзитетско радио и Универзитетска интернет телевизија, постојано контакти со оние, ги бараме оние кои што се најактивни, ги следиме оние кои што ги следиме сите, но оние кои што организираат активности, работат нешто, прават конференции, навистина се чести наши гости и од тој аспект го сваќаме важност за значењето на студентското организирање. Ама има тука еден друг момент. Практично студентите не само што треба да се организираат да работат на проекти, на конференции, тие треба да учествуваат во донесувањето на одлуки на универзитет. Тоа е поентата. Ова студентско организирање тоа и ќе им го возможи директно затоа што ќе учествуваат во наставно-научниот совет на самиот факултет и ќе учествуваат во универзитетскиот сенат директно со полноправно можности за глас да имаат. Меѓутоа предноста е тоа што тие представници ќе бидат директно избрани од студентите. Претходно имаше некакви избори во кои што беа избирани лидери, студентски председатели на студентски организации. На студентски парламент. Така, па потоа тој делегира
председатели на факултети, па тие председатели на факултети делегираат во наставно-научни совети, значи а сега е малку поразлично и ќе видиме како е. Во секој случај, сметам дека треба да знаат студентите дека е многу важно. Ќе говорим и во емисијата, мене уште од сега ми е малку краток рокот според мене за една година важење на функциите. Малку е тоа кратко, со оглед на тоа дека треба многу долг процес додека се изберат сите. Значи ќе имате вие процес од 3-4 месеци, додека ги изберете. Нема да може да работат 8 месеци. Така. Така да можеби тука има простор за размислување, но секој избор е подобар од да нема избор, затоа што долго време немаше избор. Новиот закон се донесе 3 години или 2 веќе нема избори. Се говори често, не се избрал председател, студентите функционираат некако, ама секој дека ќе биде подобро вака. И мислам дека добро е што ја правиме оваа емисија еден ден по студентските избори на Универзитетот Гоце Делчев, кои што поминаа без проблеми, со не толку голем одзив колку што би сакале ние да биде, ама ајде, први избори. Така, постојано подсетувавме на радиото. Не. Ајде да го викнеме Кристијан Панев. Да го заземе твоето место, јас ќе се преместиме овде. Ајде, останете овде, следува разговорот со Кристијан Панев од Фондацијата за развој на локална заедница, меѓутоа и представник на Младински национален совет, две тела кои што ги мониторираат студентските избори, има доста информации за процесот на гласање и за самиот нов закон кој што е во сила. Назад во студиото со нашиот гостин зборуваме на тема студентско организирање со оглед на тоа дека студентските избори се организираат на сите универзитети и навистина имаме опфатено повеќе аспекти на оваа приказна, имаме опфатено повеќе луѓе кои што би можеле да ни зборуваат, а се однесува сето тоа на студентското организирање и студентските избори. Денеска заедно со нас во студиото е Кристијан Панев од Фондацијата за развој на локална заедница, меѓутоа и како дел од Националниот младински совет на Македонија. Кристијан, добре дојде во студиото. Добро ве најдов. И мора да кажем Игор, Кристијан Панев како студент кој што беше активен, кој студираше на Универзитетот Гоце Делчев. Беше активен во Универзитетското радио, сигурно можеби некои од гледачите и го паметат од студентската дебата. И од дебатите. И од тој аспект уште како, не само како представник од ФРЛЗ, туку и како студент кој што бил на УГД и знае што значи студентско и што треба да значи, всушност нешто значи студентското организирање. Вашата фондација беше вклучена во мониторинг на изборите, студентските избори. Може да ми кажеш во кој дел бевте вклучени како организација? Така и се уште работиме на темата на мониторинг на целокупниот процес на студентско организирање по новиот модел, оној кој што моментално е актуелен со новиот закон за високо образование. Имено мојата организација, Фондацијата за развој на локалната заедница, со Националниот младински совет на Македонија и уште 3 организации членки на НМСМ во Битола и Тетово, ќе мониторираме изборите, односно целиот процес на трите државни универзитети во Штип, Битола и Тетово. И генерално го мониторираме целиот процес, што значи не само денот на изборите и она кога се бираат студентските представници во факултетските студентски собранија, туку начинот на кој што се распишуваат повиците, каде се објавуваат, колку е пристапна информацијата и колку се шири гласот и се мотивираат самите студенти да учествуваат во тие избори. Мораме да нагласиме дека со оглед на климата на студентско организирање низ претходните години и онако како што спомна и Тони дека јас студирав, многу е тешко да се изгради клима на проактивност во студентско организирање, да се врати вербата дека студентите можат да се организираат и некако да делуваат во рамки на својот факултет или универзитет и токму тоа го правиме. Оттаму се уште е во тек процесот на мониторирање и следење на изборите. Конкретно еве денес на УГА да се случуваат изборите, па сме на терен го следиме процесот на овој ден, меѓутоа и од претходно го следиме моментот на објавување на самиот повик и пријавување на студентите за студентски представници. Вие ги следите изборите во Штип, Тетово и Битола. Младинскиот образовен форум ги следи во Скопје, ќе имаме вклучување од кај нив. Кажи ми, кои се првичните заклучоци? Знам дека немате финални заклучоци од мониторирањето, меѓутоа кои се првичните заклучоци? Можеби од оној процес пред подготовка на изборите, беа ли доволно транспарентни, јавни институциите, и Тетовскиот, и Битолскиот, и Штипскиот универзитет? Вака, ова се уште не се финални заклучоци, меѓутоа првични или иницијални заклучоци се дека
има различен пристап на универзитетите кон студентското организирање и кон студентските избори. Именно на Битолскиот универзитет веќе уште во текот на летото, мај-јуни месец, се случиле избори за студентски представници на одредени факултети, односно одредени единици, додека, например, на Универзитетот Гоце Делчев има унифициран пристап, се случуваат унифицирано на сите единици на универзитетот, одлуките се објавени унифицирано во истиот ден, роковите се унифицирани и се случува интегриран процес на студентски избори, додека, например, за Тетовскиот се уште немаме конкретни податоци како се одвиваат таму процесите, така да не би можел многу конкретно да зборувам. Во смисол на транспарентност, многу повеќе оно што работи мојата организација овде, односно на Универзитетот Гоце Делчев, заклучоците се дека да, навистина е зголемена транспарентноста во смисла на повиците, објавени се на повеќе медиуми, направени се повиците многу попристапни и видливи за самите студенти, за да се пријават. Меѓутоа, од друга страна, интересот за пријавени кандидати и не е така висок. Со оглед на бројот на студенти кои што оперираат, односно се присутни на универзитетот, ги имаме бројките по единици, можеме да заклучиме дека во некои факултети едве го исполнуваат прагот од 10 студенти кои што се потребни да сочинуваат едно факултетско студентско собрање. Рекоте дека има кико пријавени студенти, јас по онаа бројка која што ја забележав, јас дури се изненадив, ја очекував и помалку. Ја очекував да не се исполни бројка. Со оглед на тоа дека имам, значи во оваа држава се говори постојано за инертноста на студентите. И од тој аспект малку сум дури и задоволен што воопшто има интереси што се јавуваат. Да направиме една споредба на тоа, имаше на УГД, барем знам дека два пати досега имаше избори. Еден паметам сигурно кој имаше избори, студентите бира. Дали сепак има одење напред со ваков модел на организирање? Генерално има поместување, иако би требало малку да видиме како ќе се спроведува новиот модел. Законски има поприлично добри поместувања во смисла да се зацврси студентското организирање. И во тој смисол сметам дека им се дава малку поголема можност на студентите да се организираат. Зошто го зборувам ова? Затоа што се децентрализираше системот на студентско организирање, односно со овој модел студентите на секој факултет ги бираат само представниците од рамки на своите колеги, во рамки на својата единица. Тие ги знаат луѓето кои што се таму и се дава унифициран пристап, конкретно на овој универзитет Гоце Делчев се дава унифициран пристап на 10 представници во рамки на секоја единица. Тоа значи дека буквално студентите од правен факултет си бираат колеги, 10 колеги од правниот факултет да ги представуваат во рамки на нивниот факултет. И би требало да има повеќе интерес нормално, бидејќи тука се нивните колеги. Да, меѓутоа во поглед на интересот и јас не сум изненаден и дури мислам дека и не се така лоши бројките кога зборуваме локално за овој универзитет. Не знам какви се на Кирил и Методи како најголем универзитет, меѓутоа овде и не се така лоши. Оно што можеби како прв проблем во самиот почеток се појавува е онаа практика која што му дозволува на универзитетот во самиот статут да го одреди бројот на учесници во факултетското студентско собрање, кој што угада решил да бидат 10 представници. И се соочуваме со проблем каде што, например, ги имам бројките пред мене, во Филмската академија се пријавиле само 7, во Факултетот за образовни науки 8, што значи дека дури ни прагот од 10 не може да се избере. Да, во филмска мислам дека и бројот на студенти нема толку студенти. Тоа е поентата и бројот на студенти ги нема толку, не може да се очекува дека ќе има разноликост во изборот таму. Така да ова можеби е првичен проблем кој што би требало да размислува универзитетот да го реши поинаку во смисла на бројот на студенти на единицата во со која што располага. Меѓутоа, генерално, оно што исто така може и да загрижува е дека и на останатите факултети имаме 11, 16, 12, највисоката бројка е 31 пријавен студент на една единица, тоа е на Факултетот за медицински науки, каде што и бројот на студенти е можеби најголем на овој универзитет, така да ќе се избере 1/3 или 10 студенти. Сега како друг проблем кој што може да се отвори и да загрижува е дека нема ниту законот дава основ, меѓутоа ниту во статутите на универзитетите е решено колкава треба да биде излезеноста. Она што ние денес го следиме на универзитетот е дека има релативно мала излезеност на студентските избори, а тоа значи дека и со 10% излезеност би се избрале студентските представници.
Што од една страна, да, може да биде проблем во смисла на репрезентативност и легитимноста на избраните представници, меѓутоа да се вратиме чекор назад дека ваква клима се гради и ваква култура на студентски избори доправа ние тргнуваме од почеток и покрај тоа што претходно имавме еден систем кој што беше многу полош и корумпиран во таа смисла. Така да се гради, очекувам дека со текот на годините, бидејќи изборите по закон ќе се случуваат секоја година, таквата клема ќе се гради секоја година би требало да имаме да се враќа довербата во тоа организирање и да имаме поголеми интерес од самите студенти. Мене малку ми изненади тој момент на една година трајање. Една година, па да, добро е тоа да практицираат демократија и самите студенти и да се менуваат. Добро, во момент кога вака разговараме дека секоја година ќе има, да, ќе се навикнат веројатно студентите, ама мене ми се чинеше дека треба да имаат повеќе, но можеби еве во моментот размислувам, очигледно дека решенијата се нови и сите треба да се навикнуваме на нив. Меѓутоа, мене ми е интересно, во Штип не забележав, во Скопје своевремено беа проследени со скандали, со проблеми, со кршење на кутии, политички измешано. Мислам дека во Штип некако поминува прилично. Имаше ли такви можеби случаи некаде на други универзитети? Од вашиот мониторинг? Во овој момент се уште немаме податоци за кршење, односно информации дека се случувале такви неправилности на универзитетите кои што ние ги мониторираме во моментот. Меѓутоа, да, генерално, ако зборуваме за Штипскиот универзитет, додека јас студирав за волја на вистината, не се случија избори, меѓутоа секогаш многу потивко поминувале таквите работи, инертноста можеби е малку поголема или средината во која што живееме со помал круг на луѓе во кои што секој познава некој, го прави тоа ниво ја смирува масата или ја пасивизира. Она што е моментот на една година кој што може да загрижи дали е добар термин, односно добро време траење на мандат. Мене ме загрижува спроведувањето со оглед на практиката која што ја имавме и би сакал да го видам, се уште е рано тоа го збориме, меѓутоа и претходно беа на 2 години, меѓутоа 5-6 години не се случуваа избори. Се продолжуваа така наречени ВД председатели, ВД представници. Се надевам дека ова нема да стане практика во овој модел и дека буквално би се спроведувало онака како што е напишано, макар и да се увиде после неколку години дека можеби многу често се случуваат избори. Подобро е тогаш да побараме измени во законското решение, отколку тоа да се решува со ВД продолжување на мандатите. Сега практично моќта е сконцентрирана во тие 10 луѓе на факултетите, подоцна тие 10 луѓе на факултетите избираат се нагоре. Практично станува збор за посредна демократија, значи студентите не избираат непосредно. Кажеме, од тие 10 луѓе ли ќе се избере председател на студентското собрание и кој ќе биде председател на универзитетското собрание? Од кои луѓе се бират тие? Во рамки на факултетското студентско собрание законот е јасен кога вели дека на директни и непосредни избори се избира и председателот на факултетското студентско собрание. Така да сега практиката на универзитетите би требало да ја видиме тие да ја постават дали тој ќе бидат дополнителни избори или во рамки на изборите ќе се бира и председател. Меѓутоа председателот на факултетското студентско собрание на единицата би требало да се избира на непосредни и фер и демократски избори. Сега од тие 10 представници се номинираат, односно се избираат по 20 представници кои што ќе учествуваат во универзитетското студентско собрание. Тоа е веќе она посреден избор на ниво на универзитет собранието кое што ќе го сочинуваат и од рангот на тие членови на универзитетското студентско собрание, тогаш се избира председател од нивните редови интерно од рамки на самите членови на собранието. Тоа е тој момент на посредна демократија, оно што го велиме, меѓутоа суштината на самата единица, оно што е основата каде што директно ги засега студентите се факултетските единици, односно директно на единицата на која што студираат и таму студентите непосредно избираат. Непосредно своите колеги ги избираат. Дека подоцна предноста е веројатно бидејќи своите барања, мислења, предлози ги артикулираат преку своите тие 10 представници и председателот кој што или членовите кои што бидат во универзитетското. Да, ма зашто треба да има поедноставно во тоа. Треба да има пак избори за председател, така? Во смисла на факултетско студентско собрание веројатно би требало да има или може од тие 10 да се делегира. Знаете како може да се пријави од тие 10, меѓутоа изборите мора да бидат непосредни и директни од рамки на студентите да се избере, не да се избере од рамки на редовите на новија 10. Може да биде председател од тие 10. Да, тука не е целосно јасно дали ќе се смета дека е избран на директни и посредни избори затоа што и овие 10 се избрани на директни и посредни. Да.
Како и да тоа веројатно треба да покаже праксата, но тие 10 се бираат непосредно од самите студенти. Да, веројатно. И сега ако стане некој председател од тие 10 и тој ќе е де факто избран непосредно. Сега ова е толкување како ќе го толкуваме, меѓутоа оно што во законот се иницира е дека јасно стои дека и председателот се избира на непосредни избори. Како универзитетите или факултетите сами по себе ќе го толкуваат, ќе мониторираме и таа практика за да видиме дали задоволува. Како е законот во однос на дистрибуцијата на моќ? Која е моќта на председателот, која е на собранието, која е на универзитетскиот председател, односно председателот на универзитетското собрание во таа смисла предвидува ли законот? Во смисла да, во смисла на факултетските студентски собранија, нивната надлежност е во рамки на единиците на факултетот. Тие се тие кои што учествуваат во наставно-научниот совет на таа единица и во сите комисии, органи и тела во рамки на факултетот. На студентското собрание веќе одиме на ниво погоре, на универзитетското студентско собрание одиме ниво погоре и таму тие учествуваат во универзитетските органи, учествуваат во сенатот, учествуваат во сите органи и тела кои што се во рамки на универзитетот. И овде се гледам моќта која што студентите треба да ја сватат со цел што е можно повеќе да се организираат, затоа што пак тие тела, наставно-научниот совет или сенатот кога зборуваме за универзитетот, носат наставно-научни програми, промовираат, избираат звања, ја носат политиката на самиот универзитет и колку тоа во кој правец би требало да се развива и да се движи универзитетот. А по закон застапеноста во овие тела од страна на студентите е од 10 до 15%, а телото одлучуваат со мнозинство гласови, што значи дека тежината на гласот на студентите и така кој е битен во овие тела. Така да колку поквалитетни луѓе кои што ќе се ангажираат во работата на тие тела, толку повеќе гласот на студентите и нивното мислење ќе биде застапувано во рамки на самиот универзитет и политиката во која што се движи универзитетот. Зборот беше дали ќе имаме ситуација како порано кога моќта ќе биде сконцентрирана во еден човек кој што беше председателот на студентски парламент, да кажеме, или сега се децентрализира таа моќ, односно да и биде јасно и на студентите дека можеби најмоќните тела кои што имаат најголеми ингеренции се тие факултетски собранија, така? Да, токму така, факултетските собранија ги избираат представниците во универзитетските студентски собранија. По логика на нешто, тие се тие кои што можат да ги отповикаат нивните два представници кои што ги делегирале. Има неколку скали, неколку нивоа на во смисла на председателот сега е сведен на прв меѓу еднаквите, односно човек кој што ќе го представува, ќе председава и ќе го представува, ќе биде можеби лицето на тоа тело, меѓутоа во смисла на одлучувачка моќ, тоа е колективен орган кој што заеднички одлучува, ја нема моќта само сконцентрирана во една личност. Може да се каже дека има предности овој модел затоа што за 10 гласат. Не, порано имаше избори ќе излезат гласат да изберат председател на студентскиот парламент, еден човек. Сега имаш малку повеќе луѓе и мислам дека им е дадена можност на студентите да бираат повеќе луѓе. Има и недостатоци. Јас сега гледајќи го системот има недостатоци со тоа што мора да заокружат 10 кандидати. А ако не заокружат 10, де факто може некој кандидат да биде избран со 5 гласа и со 1 глас. Нели? Така му добро. Да, бидејќи ниту законот, ниту статутите, колку што ние можевме да забележиме до сега, не поставуваат одредени прагови кои што треба да се достигнат, така да и со еден глас, ако има само 10 пријавени, ако еден добие само еден глас, исто би бил легитимно избран. Бенефит на цела оваа работа според мене, нели, постојано говориме за тоа дека треба студентите да бидат повеќе да се вклучуваат во активностите, во носењето на одлуки, да имаат свое влијание, да бидат активни, бидејќи факт е дека некако не се толку активни колку што би требало. Авангарда, тоа е поим кој што ќе кажеме студентите треба да бидат авангарда, не се и треба да бидат. И сега дали можеме да очекуваме, дали ефектот ќе биде во таа насока да бидат многу поактивни во организирање на своји активности, во креање на својот глас на крајот на краиштата, бидејќи станува збор за 13 факултети, со 13 студентски собранија, со по 10 луѓе, повеќе луѓе кои што размислуваат и предлагаат. Дури ако зборуваме во таа смисла, ова студентско собрание, универзитетско студентско собрание во крајна линија, ќе биде најголемата организација на млади во државава, кое што, тоест овие студентски собранија на универзитетот, бидејќи тие представуваат и застапуваат илјадници млади луѓе во овој случај со статус на студенти, така да би требало да имаат тежина и моќ. Ја нема до крај да се согласам дека студентите не се проактивни. Можеби не се проактивни во
во општествената јавност, оно колку што се, иако да не заборавиме дека промените кои што настануваат и оние кои што први излегуваат кога нешто не чини или премногу им смета, се толку младите и студентите. Така да имаме примери не само од светската историја и од нашата историја, кога тие биле првите кои што покренале одредени иницијативи, па дури и во локален контекст ги имаме таквите примери. Меѓутоа, оно што со сигурност можем да го гарантираме дека секој студент се интересира за оно што него лично и директно го засега на неговиот факултет и се самоорганизираат. Дури да е тоа најбаналната работа од преместување на термин за колоквиум, до сега не го правиле организирано и овој модел е можеби механизам како тоа посистематски организирано да се прават и да се решаваат дури и таквите секојдневни проблеми кои што ги мачат студентите. Сега, уште сосема на крајот за финансирањето, како ќе оди финансирањето, предвидува ли законот на овие студентските на ниво на факултети и на ниво на универзитети? Предвидува, со тоа што тие се финансираат од буџетот на универзитетот, односно единицата, тоа е факултетот. И треба да имаат законот краток овде кој што викаат дека се финансираат и од подароци, донации и така натаму, сите останати работи, меѓутоа и од самиот буџет на единицата, со тоа што законот предвидува дека треба да имаат автономност во финансиското работење. Сега толкувањето и практиката е поле на интерес кој што би требало да го гледаме колку автономно моќ имаат во финансиското работење, со тоа што законот гарантира дека надзор треба да прави универзитетот, меѓутоа едно е надзор, а друга да им се даде автономија во самото одлучување. Тие не се како посебна организација веќе, претходно беа граѓанска. Тоа е разликата во овој модел. Сега не се регистрирани како посебна организација, туку се тело, односно на самиот факултет, односно универзитет. За крај ви имате искуство во Националниот младински совет на Македонија, тело кое што да кажем ги обединува сите граѓански организации кои што се занимаваат со млади генерално, не само студенти, меѓутоа тука се и студентите. Што мислите вие според вашето искуство, имаат ли младинските организации доволно моќ, им се слушали гласот во оваа држава, во општество? Да, како Национален младински совет кој што е најголемо представничко тело на младите во државава, генерално стоиме на ставот дека младинските организации имаат и потенцијал, меѓутоа и моги да променат општествени работи и да учествуваат во процеси кои што се важни. Она за кое што ние постојано се залагаме и кој што постојано го зборуваме е дека кога работите се прават за младите, не може да се прават без младите и младинските организации, Националниот младински совет, студентските организации, во зависност од темата за која што се разговара, морат да бидат третирани како еднакви партнери при креирање на самите политики и тоа е тоа што и на државата и на државните органи мора да и стане јасно дека доколку сакаат да прават работи за младите, мора да ги прават заедно со младите. Во Штип овде на локално ниво има ли граѓански организации кои што се доволно моќни да издействуваат некакви граѓански, односно младински проблеми да испливаат на површина, се решат, да кажам? Се јавуваат граѓански организации, не можам да тврдам ги нема многу, тоа е факт дека нема многу младински организации конкретно во градот. Меѓутоа, се зголемува бројот на организираност помеѓу младите, можеби се пројавува онаа проактивност дека доколку се здружат би можеле заеднички да подобро да ја добијат битката за која што застапуваат. Откако ќе заврши мониторингот ваш со извештаи, каде луѓето ќе може тоа да го видат? Да, од мониторингот ќе произлезат конкретни податоци, извештаи, насоки, веројатно и препораки за потенцијални подобрувања и тоа ќе може да се најде, веројатно ќе биде промовирано, ќе може да се најде и на веб страните на партнерските организации кои што ги спомнавме. Така да веројатно ќе биде промовирано и со медиумите и со јавност. Мониторирањето завршува со завршувањето на изборите или ќе продолжи со тоа како ќе функционира во пракса целиот овој систем? Дали ќе продолжите? Да, мониторирањето генерално ние како организации кои што ја работиме темата ќе продолжиме со мониторирање, меѓутоа и во рамки на конкретните активности кои што ќе продолжиме и малку чекор понапред од кога ќе се изберат да видиме како ќе функционира донесувањето на статутите, правилниците за работа на факултетските собрања, бидејќи ова е прва година која што е клучна за да се постават основните правила како ќе функционираат овие тела. Океј, тоа е тоа. Кристијан, ти благодарам многу за разговорот. Се надам дека ќе имаме многу подобро студентско организирање. Благодарам и јас се надевам дека ова ќе биде чекор во кој што ќе се јакне студентското организирање и студентите ќе можат да го добијат своето место на универзитетите кои што по дефиниција би требало да се нивно тло.
Еве не назад во студио, си ги сменивме пак местата. Кристијан Панев го слушнам, Игор ми се потврди многу од работите кои што на почеток ги кажав, но морам да кажам дека е за мене многу позитивна работа што ете некоја организација се зафатила да мониторира и се интересира. И многу интересно затоа што имаше еуфорија, можам да кажам, околу изборите, наликуваа на избори, вистински избори. Да. Ние требаше да го имаме паравани, така. Требаше да го имаме како гостин и претходниот председател на студентската организација Горан Стаменко, меѓутоа од оправдани причини човекот не можеше да стигне, не беше во градов, не можеше да стигне да ни биде гостин. Се надам во некоја следна прилика ќе имаме можност. Меѓутоа, ајде да ги слушнеме мислењата на другите студенти, така? Па да, бевме ние на избирачките места вчера, оние кои што гласа, оние кои што учествува, оние кои што беа во комисиите. И некој, нели, традиционално како беше, немојте мене, не ме снимете, тоа го имаме секој студенти препорака, говорете колку можете повеќе. Не е страшно. Не е воопшто страшно и добро да се слушне вашиот глас, колку и да звучи како на некои други избори, вашиот глас да се слушне. Ама треба да се слушне дефинитивно. Ајде да видиме оние кои што говореа, што снимивме како анкета ние вчера на денот на студентските избори на УГД. Сметам дека ова е доста добар процес, бидејќи се избира раководство на студентите, каде што ќе биде представништво на сите студенти од економскиот факултет. Со тоа што ние со помош на професорите го спроведуваме изборот на студенти или за студент факултетско собрание. Имаме 13 кандидати, од кои што најмногу 10 за 10 може да се избере, 10 влегуваат во факултетското собрание. Со тоа што излезеноста за сега е доста добра, има заинтересираност, бидејќи сепак се работи за студентите и нивно представување. И се надеваме дека се ќе биде како што треба и во ред. Но ова е прва година по ваков начин? Да, прва година се вршат избори за факултетско собрание. Сам дека е во ред тоа што има кандидати од сите струки фатени од цел универзитет, со тоа што ќе придонесат буквално во сите нивни профили кои ги имаат засегнато да допринесат за подобро за студентите, да. Што очекуваш ти конкретно, кои можеби на што повеќе да обрнат внимание идните студентски представници? Културно-забавен живот дефинитивно, исто студентски права. Како дел од самата комисија сум доста задоволна. Излезноста со Вајле е голема. Фармација и општа медицина преценили превладуваат. Колку кандидати имате ви? 31 кандидат. Мислам дека повеќе ќе се залагаат за културно-друштвениот живот, исто така дека ќе работат повеќе на изближување со професорите, ќе се организираат повеќе конгреси, има возможност на студентите да учествуваат во донесување на одлуките поврзани во врска со нив и со нели многу други прашања во кои што досега не биле вклучени. Еве ги слушнавме самите студенти што тие мислат, самите членови на комисиите и самите комисии, многу е важно да се каже дека и самите комисии кои што беа изборни беа формирани од студенти. Но, имаше мене... и представници на универзитетот. Да, од факултетите имаше представници, ама за мене беше интересно дека многу беа вклучени и беа заинтересирани да ни дадат информации, да комуницираат со нас самите членови на членовите на комисиите беа многу одговорни студенти, мораме тоа искрено. Да, мораме да ги поздравиме тие студенти кои што се многу одговорни и ни дадоа информации. И нека продолжат така. Така. Одиме со уште еден наш гостин, меѓутоа со видео врска ќе се обидеме да го вклучиме во ова издание на неноќна програма. Тоа ќе биде Петар Барлаковски од Младинскиот образовен форум, луѓе или организација која што ги мониторирала изборите во Скопје, затоа што ние сакаме да ги опфатиме сите универзитети, затоа ни е важно да слушнеме што се случувало и во Скопје во изборите таму. Меѓутоа, Младинскиот образовен форум учествуваше и како организација во изготвување на измените на закон по кој што сега се бираат студентските представници, па предлагам да го вклучиме Петар Барлаковски, останете овде. На видео повик го имаме Петар Барлаковски од Младинскиот образовен форум, организација која што ги мониторира изборите, студентските избори во Скопје и генерално учествуваше и во изготвувањето на новиот закон по кој што се избираат студентски представници. Петар, добре дојде во нашата емисија. Фала ви на поканата. Ќе зборуваме со вас генерално за изборите. Кажи ми најпрво, затоа што немаме информација уште од Скопје, како се одржаа таму изборите, како помина се, завршен ли е процесот и до каде е?
Вака, значи на Младежки образовен форум во текот на овој месец, како и следниот месец, ги мониторираше сите студентски избори кои се одржуваат на 23 факултети на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Моментално во процес имаме уште неколку факултети кои што треба да ги спроведат изборите. Најдоцна до 20 декември ќе се заврши со изборниот процес. По завршување на изборите, МОВ ќе одржи куса пресконференција каде што ќе ги соопшти резултатите во врска со избирачките процеси на сите факултети, ќе обелодениме повеќе информации за тоа како течеле изборните процеси, дали има некакви прекршувања. Меѓутоа, досега нема некакви драстични отскокнувања или пак некои големи прекршувања на изборните процеси. Највеќе се сочинити од некои мали нерегуларности, меѓутоа сепак не се толку страшни што би можеле да влијаат на самиот избирачки процес. Така, генерално јасна ни е процедурата по која што на нов начин се врши изборот на студентски представници. Меѓутоа, еве, во Штип се избираат само студентски представници за факултетското собрание. Каква е случајот каков е во Скопје, дали тие избираат и факултетски, односно председатели на тие студентски собранија, или сега во оваа прва фаза само студентските собранија? Вака, во оваа првична фаза, согласно Законот за високо образование, најпрвен се избират представници на самите факултетски студентски собранија, што значи дека студентите гласаат за свој представник во факултетското студентско собрание, како и председател на факултетското студентско собрание. Откако ќе завршат сите избори и кога ќе се конституираат самите факултетски и студентски собрања на сите 23 факултети на универзитетот, понатаму преку систем на делегација секој факултет ќе делегира по 2 представника во универзитетското студентско собрание. Од таму, од редовите на тие представници ќе се избере и председател на универзитетското студентско собрание. Така, кажи ми кои ќе бидат според новиот закон можностите на ова студентско собрание, има ли промени во таа смисла и кажи ми дали овој начин според вас е подобар од оној претходен начин кога се организираа студентски парламенти, да кажем? Така, значи суштинската промена за која што и ние како МОВ се залагавме, тоа студентските форми на организирање, односно факултетските и универзитетските собрања да бидат дел од самиот универзитет, односно да бидат препознаени како тела во рамки на самиот универзитет и факултет. За разлика од претходниот закон за високо образование, каде што овие парламенти функционира како невладени организации, сега е доброто тоа што они ќе функционираат во рамки на самиот универзитет. Тоа овозможува на универзитетот да има поголема контрола врз начинот на кој што се бираат буџетските средства распределени на факултетите и на универзитетите, што придонесува навистина многу повеќе кон транспарентност и отчетност на самите факултетски и универзитетски студентски собрања, особено ако се има предвид дека во минатото голем дел од трошоците кои што беа трошени од страна на овие представници најчесто не беа споделени со студентите и најчесто ги добивавме преку различни канали на информации, каде што добивавме информации за тоа дека се трошеле огромни суми за своји лични интереси, а не за интересите на студентите. Дополнително со овој закон се зацврстува улогата на студентот како носител во процесот односно како учесник во процесот на донесување одлуки, па така предвидено е и учество во рамки на одредени органи и во рамки на универзитетот, меѓутоа и во рамки на факултетот. Така, во наставно-научниот совет и во Сенатот на универзитетот. Не знам колку се сеќавате, меѓутоа пред студентските парламенти да се формира и пред тие измени во законот, претходно имаше многу слично студентско организирање, односно студентските организации беа во рамките на факултетите и на универзитетите. Па тогаш главната забелешка беше дека немаат независност од самиот универзитет и од самиот факултет. Како законот овде или ова решение ја гарантира, да кажам, независноста на самите организации од факултетите и универзитетот? Вака, автономијата на овие студентски тела ја согледуваме преку фактот што они имаат слободно внатре може слободно да се организираат како што они сакаат, во насока на тоа дека они сами си го донесуваат статутот и слично. Меѓутоа, дополнително за нас е најважен фактор со тоа што тие се дел од универзитетот. Значи, единствено
има некаква кохезија помеѓу раководството, да кажеме, на факултетот и собранието, нели они постојано мора да бидат во некаква комуникација за одредени работи, поради тоа што екзистираат едни со други и некогаш и учествуваат во носење на одлуки заедно. Меѓутоа, сега како и да е голема предност во однос на тоа дали би биле независни или самостојни и слично. Законот нас ни дава можност тоа да бидат овие тела, меѓутоа секако никогаш не се знае. Сега не знаеме дали ова е најперфектниот модел, но сметаме дека треба да се проба. Поради тоа што нели оној претходниот ни докажа всушност дека со немање контрола врз овие тела, дека навистина се доведува овие тела воопшто да не постојат или да функционираат според принципот во кој што се конституирани. Јасно, сега моментално законот не предвидува минимална излезеност. Каква е излезеноста во Скопје? Тука во Штип ние, според оно што успеавме да го видиме, зависно од факултет. Некаде има навистина мала излезеност, меѓутоа некаде е задоволително. Например, забележавме дека на факултетот за медицински науки има голем број на студенти кои што се проактивни и сакаат да учествуваат во самиот процес, меѓутоа има некои факултети каде што ќе се изберат представници со многу мал број на гласови. Кој е вашиот став за ова? Така, за жал или за среќа, зависи од кој факултет, меѓутоа иста е сликата на скопските факултети, на скопските факултети. На некои факултети имаме голема излезност, на некои факултети имаме мала излезност, и како тоа зависи од бројот на студенти на одредени факултети, па така сосема очекувано оние факултети кои што имаат поголем број на студенти да имаат поголем број на студенти кои што се кандидираат или избираат, додека пак секако нели кај обратните со помалку студенти да имаат и помалку кандидати, меѓутоа и помала излезност. Меѓутоа, како што ви кажа, варира бројката. Според нас нормално е да немаме огромна излезност, пред се поради фактот што овие се први студентски избори на кои што студентите на УКИМ ќе имаат можност да гласаат. Ова е нешто ново за студентите, така да што било која бројка во споредба со претходните години е навистина подобрување во однос на ситуацијата со студентското организирање. Најголеми забелешки кои што беа давани на претходниот систем беше финансирањето на тие студентски организации. Самите студенти во УКИМ поднесоа и представки пред Уставен суд, па дека не е задолжително финансирањето на тие организации и така натаму. Кои се разликите во сегашниот систем во однос на финансирањето? Така, значи претходно тоа што беше во однос на иницијативата пред Уставниот суд беше задолжителното плаќање за чланарина за студентски парламент, што нели секако е произнесено дека не е уставно, меѓутоа разликата од претходното до сега е тоа што финансирањето ќе се спроведува директно од самите факултети, односно директно од самиот универзитет, што значи дека овие тела ќе добиваат средства директно од факултетот во кој што постојат, односно универзитетот. Со тоа што се овозможува поголема контрола врз начинот на трошење на финансиските средства. Сега можеби е делумично проблем што имајќи ги предвид финансиите дека секогаш проблем, дека може да се соочиме со некои факултетски собрања да имаат помал буџет од другите, меѓутоа тоа е навистина една реална ситуација од која што не можеме да избегаме. Секако тука и треба да се има предвид и фактот што и различни факултети имаат различни буџети, па од тука сосема логично да очекуваме дека тие факултетски студентски собрања ќе имаат и буџет во зависност од буџетот на самиот факултет или универзитет. Колку време ќе трае целата постапка? Значи од студентски собранија па до универзитетски претседател, да кажам, и именување во органите и телата, затоа што пак од друга страна секоја година ќе се организира ова. Да, значи мандатот на студентските представници е предвиден да биде 1 година со можност за уште еден реизбор. Очекуваме по завршување на изборниот процес на сите 23 факултети, откако ќе се конституираат тие факултети, да се делегираат по 2 представника во универзитетското студентско собрање со цел истото да може да се конституира. Сега и покрај тоа што навистина многу се доцни во однос на спроведување на студентското организирање, особено во однос на изборите, секако е сепак е некаква позитивна надеж дека конечно студентите ќе може да имаат улога во процесот на донесување одлуки и нивниот глас вистински да биде слушнат на институционално ниво. Уред, Петар, ти благодарам за овој разговор. Следите неноќна програма на Универзитетското радио и Универзитетската телевизија.
И знаете, говориме, знаете и од она што досега го видовте како разговори и она што само што заврши разговорот со представник на Младинскиот образовен форум, знаете како се одвиваат работите, кои се дилемите околу студентското организирање и студентските избори. Петар кажа дека тие ќе излезат со една завршна голема пресконференција на која што ќе соопштат сите сумарни податоци, меѓутоа тој процес ќе трае малку подолго, тоа го кажавме дека. И да се вратиме и на она што со Кристијан говоревме дека практично мониторирањето треба да продолжи и на тоа како ќе функционира во пракса студентското организирање. Добро што има вакви организации што го прават тоа. Па мислам дека секогаш е добро да има мониторирање, треба секогаш е добро некој да следи што се случува, бидејќи видовме во минатото па и токму во ово студентско организирање како е кога се нема некоја форма check and balance, да го кажем. Ај така да го речеме. А просто кажам кога нема контрола, кога нема некоја одредена некој да ти чепка да види како работиш, да те турка да работиш, да надзор во истински смисол на разборот. Така е. Ние, реков, бевме на избирачките места и освен со студентите кои што беа во комисиите и студентите кои што гласа или не гласа, разговаравме меѓу другото и со деканката на Правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев, доцент доктор Олга Кошева-Лиска. Еве ги и незината изјава ова издание на неноќна програма. Нашата улога како факултет и воопшто, значи на правен факултет и воопшто на сите единици во склоп на Универзитетот Гоце Делчев е да ја обезбедиме, да ја осигураме логистиката во однос на изборите за студентското, односно универзитетското собрание, и да ја обезбедиме независноста на функционирањето на ова собрание. Значи, тука ние формиравме изборна комисија, која што е составена од професори и студенти, кои што треба да го следат текот на самите избори да биде во склоп на Закон за високо образование и во склоп на релевантните одредби од нашето законодавство. Значи, секој студент самостојно гласа, тајно гласање предвидено на самите избори и во однос на кандидирањето сите студенти има еднаква можност да се кандидираат да бидат дел од ова тело. На правниот факултет конкретно има 22 кандидати, што отсликува дека навистина тие веруваат во положбата која што има ова институција и дека тоа ќе ги штити нивните прави и ќе им отвара многу можности за подобро, значи, организирање, решавање на текуните проблеми кои што ги имаат, стипендирање можеби во однос на некои студиски престои и слично. Улогата е на деканот да ја свика првата конститутивна седница на собранието на која што самото собрание од редот на избраните кандидати ќе избере председател и органите кои што се во неговиот склоп. И тука завршува нашата улога, затоа што секако ова тело е независно и не треба нели понатаму да има ингеренции од страна на представници од универзитетот. Соработката ќе се движи, значи, прво на решавање на текуни проблеми кои што ги имаат студентите. Доколку имаат тие предлози за подобрување на наставни содржини проблематика или било какво, значи, студентско организирање и слично, ние ќе гледаме сето тоа да го удоволиме нели во рамките на нашите можности. Понатаму доколку треба, значи, да се организираат студентски конференции во кои што тие презентираат трудови кои што им се неопходни за натамошно совршување за одбрана магистерски труд, исто тоа може да биде, значи, дел од соработката. И сето тоа што ќе го предложат, ние секако ќе го земеме во предвид. Тие исто така предлагаат 20 членови, односно членови на наставно-научниот совет со полно право на глас на прашање на кои што можат да гласаат студентите, значи сите освен оние кои што се однесуваат на избор во наставно-научни звања на професорите, така да тие како учесници на наставно-научниот совет имаат навистина значени, па и можеби во некои случаи пресудна улога. Некои прашања може да зависат и од нивниот глас. Еве назад во неноќна програма ја слушнавте и деканката. Мислам дека од сите луѓе кои што денеска вечерва имавте прилика да ги слушнете, ви стана јасно како е новиот процес на избирање на студентски представници, а мислам дека ова особено треба да им биде јасно на самите студенти, заради тоа што ја имаат поддршката од возрастните, имаат поддршката од организациите младински, имаат поддршката од универзитетите, факултетите, од нас од радиото, од нас медиумите. Многу е важно сега тие се на потек дека треба да бидат поактивни, треба
да бидат активни директно во самите организации за да можат да си исполнат своите права, да си го артикулираат својот глас и нормално да бидат донесувачи на одлуки во одредена смисла. И кога ќе заврши таа постапка, како беше? Се бираат студентски собранија, студентските собранија бират своји председатели на факултетите, на собранијата, тие се формира универзитетско собрание и се бира председател на универзитетското собрание за студенти. Председателот на универзитетското собрание на студенти кој ќе биде избран ќе седне овде и ќе разговараме со него. Така? Мислам дека не е лошо и тој и некој од другиот представниците, затоа што не е да ти изберат само, треба да се работи како и да се свати дека студентското организирање е многу важно, студентската активност е извонредно важна и треба да биде на повисоко ниво од она што било до сега, дефинитивно. Така, се надам дека ви се разјаснија многу работи и мораме веќе да ја привршуваме ова издание на неноќна програма. Ви благодарам на сите кои што денеска не слушавте, гледавте, каде да бевте на било која платформа. Во секој случај, секој четврток во 18 часот и 30 минути имате можност да ја следите неноќна програма. Од нас пријатно.